Открија железничката станица. На железничката станица се случуваат многу работи. Внимание, направете пат, викна еден човек на железничката станица. Тој многу брза, бидејќи возот поаѓа за неколку минути. На железничката станица има многу луѓе што сакаат да патуваат со железница. А оној што има уште време може да ги разгледа продавниците на железничката станица. Таму има многу работи што може да се купат, а се потребни за патувањето. Книги, списанија, храна, пијалаци и многу други. Каде се продаваат картите? На многуте шалтери од туристичките агенции има вработени од железницата. Тие им кажуваат на гостите со кој воз можат да патуваат и им продаваат возни карти. Исто и на автоматите за карти, како и на интернет, има многу податоци за патувањата. Дури и кога некој ќе се качи на воз, а нема карта, тој може да си купи и во возот. Се разбира, таа карта чини малку повеќе. Каде поаѓа возот? На железничката станица има возен ред кој е истакнат на огласна табла. На неа се наведени пероните каде што ќе пристигнат возовите и од каде што ќе тргнат. Се разбира, таму е наведено и времето на поаѓање и на пристигнување. На поголемите железнички станици има и информацијски центар. Таму патниците можат да добијат информации каде ќе биде поставен возот со кој тие ќе треба да патуваат. Како се пренесува багажот на железничката станица? На железничката станица патниците одат со многу куфери и торби. Подвижните скали го движат багажот. Исто така постои специјална количка која им помага на патниците да го транспортираат багажот што е потежок. На некои железнички станици можат да ангажираат и носач на багажот, тој ќе им помогне да ги пренесат нивните куфери. Што се случува на еден перон? Наскоро пристигнува воз. Затоа луѓето гледаат на таблата каде што е прикажана состојбата на возовите. Тие можат да се информираат кога точно ќе сопре возот. И тогаш се слуша тон со најава на звучниците од железничката. На перонот 4 ќе сопре експресниот воз за Хамбург. Ве молиме, бидете внимателни при неговото пристигнување. Што се случува при поаѓање? Кога се качуваат во возот, патниците ги пречекува вработено лице. Тие лица се препознаваат по сината униформа и црвените ленти на раката. Кога ќе се качат сите патници, вработениот свирнува со својата свирка. При тоа го подига црвениот знак. Тогаш машиновозачот знае дека треба да тргне. Каде е точното место за седење? Секој вагон си има свој број. Исто и седиштата. Кој си има резервирано место за седење, тој знае каде треба да седне. Исто така, во вагоните има оддел кој може да се резервира за едно семејство. Таму има многу играчки со кои детето ќе може да си игра. Каква е кабината на машиновозачот? Полека возот тргнува на пат. Тогаш машиновозачот го забрзува движењето на возот. Тој пред себе има многу инструменти. Тие му покажуваат со која брзина се движи и дали е се во ред со техниката на возот. Инструментите исто така проверуваат дали машиновозачот внимава на патот. Например, ако почнат да светат 2 жолти светилки, тој мора да притисне едно копче. Ако тој заборави да го направи тоа, возот веднаш ќе сопре. Што прави кондуктерот? Добар ден,
Картите ве молам, пријателски вели еден човек. Тој е кондукторот. Тој проверува дали сите патници имаат карта за возење. Со соодветна алатка тој удира печат на картата, а оној што нема карта си купува од кондукторот. Што има во возот? Во возот има многу убави работи. Нив најчесто ги има во првата класа. Например, во некои возови има телевизори на седиштата. Секој вагон има и тоалет. Некои вагони имаат дури и ресторан. Сите вагони се опремени со нужни сопирачки кои се активираат доколку се случи нешто. Тие смеат да се употребат само кога има вистинска причина за тоа. Какви видови на возови постојат? Експресниот воз Интерсити е најбрзиот воз на германската железница. Тој може да развие и до 300 км на час. Затоа тој се движи со брзо темпо од еден град до друг. Исто така постојат и ноќни кабини. Кој патува со таква кабина може дури и да спие во возот. Исто така со воз може да се транспортира и стока, млеко, камења, песок, возила, јаглен и уште многу друго. Што се случува со изгубените работи? Понекогаш нешто се заборава во возот. Тие се оставаат во одделот за изгубени работи на железничката станица, а кога никој нив нема да ги побара, тие се даваат на лицитација.